Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе нема да одговарам, туку ќе разговарам и ќе ви дадам логика за една тема која што многу често ја добивам од луѓето. Не знам и дали сум зборувал можеби по ова прашање, но повторно е поврзано со јадењето кое што луѓето го прават во попладневните часеви и навечер. И темата јас би ја крстил дали можеби јадењето навечер ги издебелува луѓето. И повеќето од нас имаме логика по ова прашање и сметаме дека можеби јадењето навечер ни прави проблем и ни помага да се поправиме, затоа што најчесто навечер јадеме премногу калорична, премногу мрсна храна, премногу благо и грицки и храна која што изобилува со сиромаштија, нутритивно вредно ако зборуваме. Сега, логиката и мојот одговор на ова прашање е дека јадењето навечер никогаш не е кривецот кој што ги здебелува луѓето или кој што им прави вишок на масти, туку проблемот е тоа што всушност ние луѓето јадеме навечер, кога можеби ни се случуваат кризи или кога можеби некој од нас се буди навечер за да оди до фрижидерот и да изеде било какво парче храна кое што најчесто не е брокула и не е зеленчук, затоа што се знае зашто се станува навечер и какви можеби кризи луѓето не фаќаат попладне. Тука тоа јас ви го зборувам и до искуство, затоа што можеби ако ги следите овие епизоди наназад, сум раскажувал дел од појавите мои и навики кои што ги имам, кои што сум ги имали и навики кои што ме донеле до резултатите кои што ги имав тогаш, а тоа беа 105 килограми. Сега, на кризите и јадењето навечер сметаме дека не здебелува затоа што најчесто најголемата количина на junk food која што ние луѓето ја јадеме се случува попладне и навечер, а тоа се повторно и константно ова го зборувам и со луѓе и сигурно го имам зборувано и во овие епизоди, дека потребата за junk food е резултат на тоа што телото е истоштено и незадоволено нутритивно во првиот дел од денот. Односно, кога ние немаме редовност на оброци, кога немаме доволно вода, кога немаме доволно правилно гориво, односно нутритивна вредност за да телото функционира во првиот дел од денот, кога што највеќе го трошиме поради работни обврски на школа, факултет и така натаму, или комбинирани обврски, се случува да во вториот дел од денот телото бара стимуланси на енергија. И во зависност можеби од нашиот вкус на тоа каква храна ние би сакале да одбереме, тие стимуланси може да бидат изразени во грицки, може да бидат изразени во теста и тестенини, може да бидат изразени во благо, во сокови, во енергетски пијалоци, во кафење и така натаму. Секој има различен стимуланс кога можеби телото ќе бара брза енергија. И за да не се случи таа потреба, треба да го средиме првиот дел од денот и да имаме доволно добро гориво и квалитетна нутритивна вредност. И друга работа која што се поврзува со јадењето навечер е дека не знам дали има одреден период после колку не треба да се јаде, исто така и тоа не постои, затоа што ако вие можеби легнувате во кревет во 1 часот и ако сметате дека после 6 не треба да јадете, тоа се 7 часа кој што е огромен период за да не внесете никаков дотур на храна и гориво во вашето тело. Јас би рекол последниот оброк да не биде подоцна од саат и пол пред час и половина пред да одите во кревет, така да не се плашете од јадењето навечер, плашете се од почетокот на денот и плашете се од тоа да не ви се јавуваат потреби за глад во текот на денот, бидејќи може вие да стиснете заби 2, 3, 4 дена, недела дена за да не изедете можеби некаков тип на junk food, но на крај ќе ве надвладее и ќе си речете можеби една се живее и сум сигурен дека ќе направите отстапката која што ќе биде доволна за да си продолжите на старите навики. Така да, поентата во оваа тема беше дека јадењето навечер не здебелува и пак ќе речам, секирајте се за типот на храната која што го внесувате навечер, не треба да има можеби многу јаглехидрати, гледајте тоа да бидат повеќе зеленчуци и повеќе протеини кои што доаѓаат независно дали од месо, дали од риба, од млечни производи, дали од печурки, од граф, од леке и така натаму, значи има еден куп извори на протеин. Ви одберете си го вашиот најдобар кој што ви е по најдобар вкус. Тука завршуваме за денеска. Фала ви што не следите и се гледаме во следното издание. Убав ден и здрави животни навики. Чао!